Почитувана подпредседателке, почитуван заменик министер, почитувани претеници. Денес е втор ден расправа на Комисија за финансирање и буџет за заемот кај Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за модернизација на земјоделството по скратена постапка. Со разгледување на законот може да се каже дека средства наменети за модернизирање на земјоделството од 46 милиони евра и 4 милиона грант, вкупно 50 милиони евра, нема целосно да се искористат за модернизирање на земјоделството, туку најголем дел ќе оди за градење капацитети. Затоа што земјоделците, дали тоа се индивидуалци или земјоделски фирми, нема да имаат голема полза од тие средства. Нема јасно образложение на кој начин ќе се подобрат, ќе се модернизираат работните операции, не се назначени, нити пак се конкретно насочени кои технологии ќе се воведат за достигнување на повисоки стандарди во земјоделството. Туку само обуки, советодавни услуги, нешто што досега повеќе пати го имаат добиено нашите земјоделци, а со овие средства ќе им се овозможи на власта да поддржуваат невладени организации и консултанти блиски до нив. Сите пари, освен за проектот во компонентата 2, односно подкомпонента 2.3, за безбедно отстранување на нос производи од животинско потекло ќе бидат за обуки, физибилити студии, мониторинзи, евалуации, нешто што пак ќе кажам, државата треба дебело да плати за многу странски експерти кои овде ќе најдат плодна почва да продаваат нешто што веќе го имаме во форма на студии, анализи, документи, а се наоѓаат во полиците на и шкафовите на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Во самиот закон предложени се две компоненти со подкомпоненти и тоа компонентата 1 имаме промовирање на конкурентноста во земјоделскиот сектор, кој ќе имплементира преку две подкомпоненти. Подкомпонентата 1.1 пристап до обуки и советодавни услуги. Повторно, значи целта да се поддржат високо квалитетни советодавни услуги за земјоделските производители и агробизнис секторот. Тука обнати обуките за органско земјоделство, унапредување на органско земјоделство, ставање на таргет на високо квалитетни сорти кои ќе бидат приступачни, односно кои ќе бидат промовирани на светските пазари, воведување на Global Gap стандардите и техники за борба против климатските промени. Исто така, со оваа подкомпонента ќе се поддржи формирање на едношалтерски систем за советодавни услуги во земјоделството, чие воведување има цел па поддршка на отварањето и градењето на откупно-дистрибутивните центри во кое ќе биде образложена во подкомпонентата 1.2. Во подкомпонентата 1.2 се вели дека ќе бидат изградени откупните дистрибутивни центри во ќе бидат откупно-дистрибутивните центри во Струмица, во Ресен и исто така логистичка поддршка на агроплатформата во Скопје. Прашање е колку овој модел ќе го реши овој проблем, кој ќе го менаџира. Во претходната реплика заменик министерот рече дека може, тоа уште не се знае, може да ќе биде приватно државно партнерство. Дали се поставува прашањето, значи има многу непознатици во самиот закон, дали државата ќе биде таа која го менеджира и покрај тоа што во досегашното нејзино менеджирање сме виделе дека е лош стопанственик. Во откупно-дистрибутивниот центар во Струмица, кој беше затворен и за жал даден под концесија за пластеници за марихуана, за одгледување. Знаеме дека тоа беше изграден во
од Хрватска, меѓутоа понатаму беше дадено ова земјиште на приватни собственици, стопанственици, кои што сега има на тоа место изградено, се извинувам, пластеници за марихуана. Под компонентата 2, зајакнување на институционалните капацитети за пристапување во Европската Унија, се состои од две подкомпоненти. Подкомпонента 2.1, во која се вели креирање политика врз база на докази. Освен обуки, советодавни услуги, јакнење институционални капацитети, креирање политики врз база на докази. Никаде ги нема земјоделите, само земјоделците, приватните, фирмите земјоделски, како ќе се унапредели, како ќе се унапредува земјоделството. Сето тоа оди во давање на пари за обуки, советодавни услуги, креирање политики врз база на докази. Под компонентата 2.1. Ова подкомпонента се вели во законот ќе придонесе кон воспоставување на ефективен и одржлив систем за мониторинг и проценка за дизајнирање и спроведување на политики за земјоделски и рурален развој. Се поставува прашањето дали тука ќе се стави акцент и креирање на политики врз база на докази во изготвување на системот за доделување на субвенции. Премногу се блиски актуелните нерешени состојби со тутунарите, со лозарите, така само нафрлени неколку реченици не ни даваат, не не убедуваат дека овој закон, дека овие средства од 46 милиони евра плюс 4 милиони евра грант ќе одат токму за земјоделците, бидејќи никаде не се спомнува толку пари ќе се дадат за механизација на земјоделците, не се дава за унапредување на самата техника кои ќе се спроведуваат понатаму, а од целото на ваше работење во изминатите 4 години видовме дека е полошо, а ништо не оди на подобро. Во истата оваа компонента, под компонентата 2.1 се спомнува и за информацијски систем за управување на земјоделско земјиште во државна собственост и вклучително вели за јакнување на капацитетите на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, за пак ефективно следење, проценка, креирање политики засновани врз докази и управување со земјоделско земјиште во државна собственост. Дали во сите овие креирање на политики врз база на докази ќе бидат изготвени и критериуми и правила, значи никаде не се спомнати овде кои ќе бидат критериуми, правилата на доделување на земјоделското земјиште. Беше спомнато дека од вас, заменик министр сега, дека ќе биде токму дадени на земјоделците, на индивидуалци, на земјоделски задруги и други земјоделски стопанственици. Меѓутоа, кои ќе бидат критериумите, кои ќе бидат правилата, дали тоа некаде го има или тек ќе биде изработено за доделување на ова земјоделско земјиште во државна собственост, затоа што од медиумите и видовме во изминатиот период дека се раскинати договори со 450 фамилии за незначителни суми кои што ги должеле, за административни грешки, и им се беше кажано дека ствари од страна на овие корисници, земјоделци на ова земјиште што им е дадено од државата, а представува единственото место каде што ја создаваат својата екзистенција. Како ќе се реши тоа, беа најавувани, уствари бара од министерот средба, така да сето ова укажува на тоа дека
имаме само некоја игра на зборови на хартија. Подкомпонентата 2.2 за јакнување на капацитетите на користење на ИПАРД фондовите. Тука се дава поддршка на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој во опремување и прилагодување на објектот, канцелариите, каде ќе бидат имплементирани барањата за ИПАР фондовите. И поентата е... Имам ли уште време? Завршите, мислам. Дека од сите овие компоненти, подкомпоненти, реков уште само на почетокот дека оправдување има за подкомпонентата 2.3, единствена оправданост за средствата за систем за отстранување, безбедно отстранување на производи од животинско потекло во согласност со одредбите предвидени во поглавието 12 од преговорите со Европската Унија. Да скратам, пошто сум на крај, дека колку е оправданоста на овој тежок закон од 10 милиони евра во овие услови, кога имаме здравствена, кога имаме економска нестабилност, кога луѓето кубурат да излезат на крај со своите плати, земјоделците не можат тоа што го поделе да ја поминат годината, да ги платат школарините на децата, да ја преживеат годината, дали не може сопствените капацитети кои што ги имаме, да ги искористиме, сметајќи ја тука и улогата на Агенцијата за финансиска поддршка и развој, да го поминеме овој период, па после да одиме на некои мегаломански проекти за градење на капацитети, на институции, за обуки, за развој, да пласираме нешто што ќе ни даде поголем развој, а во моментот да гледаме со расположивите средства да преживееме и да не бидеме зависни, да и нашите идни генерации плаќаат, и ако треба да се направи, тоа да се направи во некое друго време, не сега. Благодарам.